и ги дурнене снимаат камери. Ја да ти кажам нешто, јас се мрднав, спасе, не се јавува долго време. И не дека ми фали тоа будалата, ама ја го слушам бе. Го слушам сегде, тоа гласот му го слушам. Идам, те зборам на телефон, луѓе ми зборат како спасе да се. Мајка ми бе човек, ја изборам на мајка ми, викам, мамо како си, еден наместо спасе го слушам место неа бе брат, ке се мрднам више бе, кажи ми што да правам, Игор, што да правам? Не се кири, ке се среди. Вечерашни гости Игор Джамбазов и Елена Ристеска. А сега вашиот домаќин Жарко Димитриевски. Мас пред некое време ми кажуваше дека имало предности во тоа да живееш во мала држава и дека не треба да се оцелуваме. Што мислиш дека е предност? Па види има предности, ако сакаат да не иселат во 2 дена со се партали, можат кај сакаат. Тоа е една предност, ама има и друго. Значи, ако некој ти украде точак или кола во Македонија, ти можеш да си го ставиш цап на Facebook, вака и нормално некој да ти ја најде колата или точакот се едно у Њујорк, така не може. Добро, види се. Сите мои слики со точак и со кола, гол ги сликам. Значи, гол сум, на точак и кола, да. Значи не може да ставиш слика од... Не мораше, значи, режија. Имате друго? Не. Не оди понатаму, режија. Сакаш да завршиме овде? Да, тука, кат. Имате ли чуено изреката чевлите го прават човекот? Демек треба да го видиш во чевлите и веќе знаеш дека што карактер има и слично. Ние решивме оваа теорија да ја ставиме на тест и да видиме дали е тоа навистина така. Маријан, ти си на тест да видиме овие чевли што зборуваат. Што Овие мислиш? чевли, кај ме најде мене. Овие чевли валјда е не газам на јајца. Мислиш дека овие чевли Да, значат тоа означуваат некако. не газам на јајца? Да. Да видиме кој е тоа? Не е точно, ова е жена што сака да гази на јајца. И тоа баш на јајца од бивши функционери. Овие чевли... Што значи оваа чевла? Што си Ова е вели? чевла, едноставно е. Ова означува сигурно нема да врне, палецот ми е надвор. Тоа е. Аха. Значи мислиш дека намерно Да, ја носи намерно, оваа таков чевла стил. бидејќи ја сончево убаво и Се слично? моли да, за да не заврне. Така, Мацко, ти си тотална утка. Оваа девојка одамна како индијански шаман повикува да врне. Она сака да врне. Чевли, Мац. Помина голем дел од оваа 9-та сезона, а во инбокс упорно ни се појавува ова, ни се појавува. Да видиме, да. Рап битка, кога ќе има, зошто нема, рап битка е, па дами и господа, време е за нова рап битка во 1 на 1. Нова рап битка! Oh yeah. Време е за нова рап битка и нормално, како и обично, ќе се соочат Заев против Груевски, а за почеток го имаме Зоран Заев, режија, пуштај! Ајде. Зоран Заев. Директно од Струмица. Зоран Заев. Директно од Муртино. Зоран Заев, Погодете што, време е за нова битка. Цел народ нека знае, Грујо мене ми титка. Вика Зоки свака час, везеш победа до победа, а цело ВМРО оди од беда во победа. Не го велам ради реда, косата ти стана седа, нема да си лидер уште долго, секој тоа го гледа. Стварно ми е жал, не е падот мал, од премиери главен во партија, нема си лидер ни на хартија. Цело време викаш, ќе се вратиме во владата, бе немаш пасош, не можеш ни вонка од државата, само плаче, само викаш, само цимолишко женче. Затоа ќе те средат, фатиме Катица и Ленче. Добар. Но тоа не е се. Има еден човек што сака да му врати. Кој е тоа? MC Грујо. Пуштај музика за MC Грујо. Грујо. Ао Зокич,
Јави се на токи воки, слушај што ти зборам, ке се влатам јако како локи. Дојде на власт и одма со слас расподади историја, кој што леков така бидна, се оствари таа стоја дури. Патуваш по дански, твоите владеат баш плански, те почитам ко снего од лански, ке има масове на албански по школи. Ке учат за лажни идоли, по таблици на коли ке се веат бесни оли. Нема правда, нема мир, ти си трагедија ко Клауд Лил. На цела земја ти си чил, нема да мислиш дека зборам од хил. Те онадат американци, но не си Ричард Гил. Американски жиголо, не ова то Никола на голо. Еле Ристевски, Игор Джамбазов, 1-1! Oh yeah. Детски чај од Good Nature, заложителен напиток за секое дете и секој што се чувствува како дете. Нормално, како јас, например, треба да одите на Савана и savanaonline.mk. Имаат одлични новогодишни аранжмани за Истанбул. Место уште само малку, не си играјте, резервирајте. Зошто би морале да бирате помеѓу стимулирачки перформанси и економичност која штеди? Со потполно новата Ford Fiesta можете да имате се. И секако не забравајте, Фешенел МК за совршен изглед, а за одлична забава Супер Хикс имаат концерт на 15 декември. Супер Хикси, нашите пријатели. И дами и господа, ова е нашиот омилен гостин, владиниот експерт без ресор, Мешевски! Мешевски голем човек. Како си, Мешевски? Сакаш по едно дапче или после да не, а? Сакаш после? Да, дека се. Требаше да речеш не. Нема, ама добро после, секако после. Добро, во ред. Мешевски, од кого се криеш, бе, Мешевски? Со наочари, од кого се криеш? Шо е? Нели сте на власт? Што се криеш, бе, Мешевски? Не се крием, бе, па на власт, ме што? Па не ништо, ама сакам да кажам, ти никогаш не кажеш што точно работиш, секоја недела со друга функција те представуваме. Те си без ресор владин советник, те си министер без министерство. Добро. Па цело време различна функција, што се криете, бе? Што се криете? Кажи што работиш? Ништо. У пиар сте 120 души на... Што правиш сега, бе? Што правиш со тефтерчето, бе? Да те проверам матичен. Проверам, бе, матичен, да видам што е, како е. Зошто ти е матичен? Знам, а? Знам, у Министерство за здравство ствари работиш и сакаш да ме провериш дали сум здрав. Здрав сум, бе, живее, бе. Тоа бе, здрав си, ама уште колку, бе, брат? Да, што, бе, брат? Па нешто, многу, бе, прмпляш збориш. Добро, За власта, многу, бе, против збориш. Добро, може да ми помогнеш во една работа? Ајде, прво. Ги носиш ковертите? Како не? Океј, тогаш ќе го направиме новото издание на Јасновидецот. Јасновидецот! Која е таа си? Ај? Минатата емисија ми помагаше исцелителот, а оваа емисија имам жена која знае многу повеќе од секој друг. Катица Јанева. Да, аплауз за Катица. Значи, како оди работата, овде имаме запечатени коверти на кои никој не ги знае содржините. Всушност тоа се прашања. Но, со помош на сезнајната Катица, јас ќе одговорам на овие прашања уште пред да го прочитам, нели, прашањето. Господине Маријан, што правиш со пива? Еве ги јас ги бадам овде. Вау! Ајде поедно. Ти не си Јас сум. Океј. Живели, Катица, живели. Опа, океј. Конектирај се само прво да. Господја Јанева, дали имаме конекција? На вип била. Ми кажа шега. Не, добро. Значи вака, одговорот на прашањето е Петков ден, Мала Богородица и Евровизија. Петков ден, Мала Богородица и Евровизија. Кои се домашни слави на Калиопи? Господја Катица Јанева, ако може. Пак ми кажа шега една. Ана Маријан? Ке му кажам. Океј, вика вака. Ниски стандарди. Прашањето е што бара Жаре од својата една сопруга? Ова беше удар. Господја Катица, ви се молам. Хајде да видиме ова што е. Господја Јанева Андријанова Катица.
Оу, 3 таблети диазепам, 5 флаши пиво, господја Јанева, да, 3 таблети диазепам, 5 флаши пиво, биди Раде Рогожаров. Вика, кажи 3 начини како да си вечно среќен. Види, Хеј, ринг, ринг, ринг. сигурно ова прашање му е поставено на Коста Петров. Знаеш тој 5 начини за среќа, тој успех, прашува, добрво, мислиш? сега 100%. Ова мислам дека е многу тешко, да знаеш. Што прашува Коста Петров? Како да си среќен? Да. Како да станеш градоначелник на Гостивар? И така натаму. Господјо Јанева, ми кажа шега една. Сменија. Конектирај друга, побаре друга. Господја Јанева, може ли рече само што ова прашање, па ќе пуштам друг некој. Океј. Одговорот е нема да останете со празни раце. Нема да останете со празни раце. Прашањето е кое е мотото на училиштето за уролози? Нема да останете со празни раце. Ленче, здраво Ленче. Ако е Ленче, дај ми. Манијак еден. Добро, окей. Господи, Јанева, се извинувам. Умри машки двојката, умри машки тројката. Брус Вилис нешо? Умри машки 2 и умри машки 3. Кое е името на првите 3 одржани феминистички конференции? Мадона. Шо бе са Мадоната? Майкл Джексон, Мадона, општа култура. Све Мадона, умрено. Майкл Джексон и општа култура наброј 3 работи што никогаш не дошле во Македонија. Благодарам господин Катица Јанева, ова беше Мешевски. Да, продолжуваме со 1-1. Тука од минатиот декември е Игор Џамбазов. Тука е, не си отиде. На мојата генерација. Само на оцем Генерација. Вајкики. Ама Игор бе. Што стори? Ова е генерација. Ова е рација на мојата генерација. Пеперминт! Само за тебе го прават ова. Не ме затворија тогаш за оваа песна, нема ни сега да ме затвораш. Да, така е. Игор Џамбазов, кога доаѓа во 1-1, препоставувате, има книга. Само си ме разочарал оваа година. Еј, зошто? Епа нели, јас сум тој единствениот што учествувал во сите сезони. Да, така е. И така и почна сезоната. Добро. И така некои чудни типови сеат на ова место. Што бе? Па Бейли, Бейли, па министри. министри. Ке си оди Бейли, бе, душо моја. Ма готово кажам, Па ке си се оди. јавиш ти. И тој министрот нема да биде министр еден ден. Инаку да најавиме следната недела во 1-1. Хојд Брајан Ји! Хојт ји! Добар си? Уште една четворка и многу добар. Така? По биологија, ако ми ја поправат. Да. Добро, кул. Книгата и се вика како? Диши длабоко. Новата книга се вика Улица диши длабоко. Зошто улица? Е затоа што додека ги ставав сите мои стихови во една книга, Добро. значи во неја се наоѓаат сите стихови што сум ги напишал во животот. Добро. Сите блуз стихови, сите стихови што сум ги напишал за Нокаут, за Тамара, за Каролина, еве една песна со Елена Ристеска, не знам, Александар Тарабунов. Зошто покажуваш како да е тука, не знам? Она е за мене секогаш тука. Нема врска дека после Она ќе е една дојде. она е една од 5 за во следниот живот. И ја има дури и во умрен човек како ми доаѓа на погреб. Игор, што ти е? Да. И нешто незаинтересирано врнеше на погребот. Ага. Она незаинтересирана, другите 4 не ги кажувам, неа јавно ја кажувам. Добро. Трети пат раскинавме, сега и се смирив. Сериозен? Да. Ти ги се смири? Ја и се смирив како. Па ја имаше 2-3 години квалитетен живот, боле да Си се викаш смирам да. сега. Да. Значи, книгата е фактички, како што си кажа, сите стихови што се напишани. Ја да те прашам, Така, ме праша зашто улица диши длабоко. да си ми жив. Затоа што кога ги напишав сите мои стихови, Така. тие се околу 70
песни, кога ги ставив во лаптопче сите песни, сватив дека насловите на моите песни звучат како графити. Добро. И тоа како скопски графити, баш. Аха. Да речеме, каква е оваа ситуација? Оп, тоа е добро. И 3 прашалници. Ние сме за во Бестрага. И така направив една корица на која има една класична скопска зграда. Добро. Полу сива, полу браун, полу со паднат малтер. Наврната. Наврната, на која стои надписот улица Диши длабоко, а околу надписот се сите наслови на моите песни напишани како графити. Добро, не сите. Со спреј, некои од нив, од тие попознатите. И така, и сега ако веќе сакаш како писател да правам убавец од тебе, Добро. некако и животот мој, тоа пишување на стихови го сватив како една улица со свој почеток и крај, Добро. која траела со години, од јас текстови пишувам точно 40 години. Пинк па мини чоблекла. Ја е бољи ноги од Пинк, ти се колнам. Кајвала ми. Ти се колнам. Една- Извинете, не ве видов, Недалеко, па оривче и батачиња. Кој е среќа ни кара батак, деца? Туку да се префрлиме ние на зборот на денот. Денешниот збор е бокето. Бокето, што на јапонски значи она кога ќе се замислиш и загледаш некаде далеку во далечината. Бокето. Жаре! Извини, се мислев уствари како сега ќе се напијам чај. Ето тоа. Ето ти. Не. Толку, а? Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто од чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Ексклузивно! 2 нови звучни сликовници во издание на просветно дело. Јас зборувам англиски и речник со моите први 150 англиски зборови. Изучувањето на англискиот јазик никогаш не било позабавно. Притисни, слушни, повтори. Најубавите подароци за деца се во просветно дело. Запознаја новата Ford Kuga. Колку куга си ти? Што се друго изгледа помало. Стоби Флипс Магнус, голем флипс со збогатен вкус од 30% кикирики. Витаминка. Екстра понуда од АМЦ. 32-инчен Philips телевизор за неверојатни 9490 денари. АМЦ, вистинско место за нова технологија. Патувај проверено. Незаборавни аранжмани за оваа нова година во Савана, авионски до Турција, Анталија Ултра All Inclusive од 399 евра и Истанбул со цена од само 299 евра, со вклучени аеродромски такси. Резервирај веднаш во Савана. Дајкин Алтерма, вистинско решение за секој дом и комерцијален простор. Загрева 5 пати поефикасно од конвенционалните грејни системи. Грее до минус 25 степени надворешна температура.
Daikin во соработка со ИЦС Груп дава 30% субвенција за користење на алтернатоплотните пумпи. ИЦС Груп, партнер на Daikin. Ти треба заем? Секоја нова Forza апликација е без камата и без додатни трошоци. Аплицирај веднаш на forza.mk. Прочитај повеќе. Погледни поинаку. Не сум само празно шише. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има мината, може да има и иднина. Ослободете се од пластичната амбалажа и од лименките во новите жолти контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Limited Edition DAB лименки од 0,5 литри. Овој DAB е за тебе. Златен DAB. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Ова е Софи, непознатата докторка по флипсологија, науката за тоа како храната влијае на доброто расположение. Се извинуваме, докторке. Докторке, кажете ни кое е идеалното решение за да не стануваме додека гледаме филм, а сепак да грицкаме нешто супер цело време. Благодарам, докторке, навистина го имате лекот за секоја ситуација. Прв што ме натера да напишам текст беше мојот татко, маестро Александар Џамбазов, кој во тоа време за него пишува Ѓоко Георгиев, Благоја Стефановски, старите текстописци што ги напишале текстовите за Чијас и за Самоти и така натаму. Evergreen. Меѓутоа они веќе беа во залезот на својот живот, Џамбаз почувствува дека треба нешто ново. Ти колку години имаше? Па тинејџер, брат, тинејџер. Па првите текстови веројатно на 14-15 години што ги пишува за татко ми. Да. И всушност улица Диши длабоко е посветена на мојот татко и пишува кој некако ме убеди дека јас знам да пишувам стихови. Јас не бев сигурен дека знам да пишувам, како што не бев сигурен во многу работи дека знам да ги правам кога бев тинејџер. Например? Па тоа е еден период од животот, да речеме на мои 15-16 години, кога јас многу снимав, многу играв, кога бев популарен заради вршеното самач и така натаму, ама јас не бев задоволен од себе. Како мислиш? Па ти не така, мислеше дека си добар глумец, да речеме? Тврдам дека јас не бев
толку добар дете глумец како што беше ти. Ова сум сериозен кога ти го кажам. И не зезе. Да. Сериозен сум, јас бев во страшна дилема. Тоа беше времето кога требаше да се размислува дали да одам на академија или не. Текнува дали сум јас за оваа професија и не, и се обидува во тој тинеџерски период да барам нови можности, знаеш. Зашто друго ме бива? И шо проба? Па све проба. Не зезе. Све Пример, проба. дај Па нешто. да, еве, например, во тоа време учев гитара, веќе добро свирев гитара. Аха, добро. Клавир, научив да читам ноти. Така. Симнував Таблатури. Rhapsody in Blue од Гершвин, веќе знаев да ја свирам. Играв, глумев, така натаму. Дури на своји 17 години, кога веќе добро заработав како тинеџер од сериите, сакав да го пробам оно што го нема пробано никогаш во животот, тоа е да сликам. Ајде. Да, и ми стигна некој хонорар. И што направив? Со хонорарот отидов во книжарница Култура и купив се што е за сликање. Значи, платно, Бој. сталак, Добро. бој, акварели, пастели, моливи, четки. Тоа сериозна инвестиција само. by the way. Сериозна инвестиција беше. Значи, да речеме, скоро целиот хонорар го дадов на тоа. Добро. Мајка ми ме виде дека доаѓам, уште живеев со моите. Аха. Шо преш бе? Викам, да пробам нешто, петок беше, до понеделник да не си влегла у соба, ја ќе сликам. Ќе творам. Ќе творам. И брат почнав да твориш. Земав енциклопедии за сликање, прирачници Чека, за како претходно се искуство црта. нула? Ништо. И решаваш ке сликам. Да, и сликам. Модерна, постмодерна, реализам, Ај. хиперреализам. Не е битно, помина 72 сата, заврши викендот и јас сватив дека не знам да нацртам ни кисела крастаица. Корнишон. Се откажав и како сега паметам, оти ќе ги изедеше матната тие приборите. Како сега паметам ги однесов во средното уметничко училиште кое се уште постои и ги дадов на еден од класовите тоа што беа и да вистина им се најдов. Живеј. Мене не ми треба. Значи па веројатно сите ние, и овие луѓе од публиката на 15-16 години се обидуваш да се пронајдеш себе си, така. И на крај сватив дека сепак треба да се занимавам со глума, со тоа што ќе морам да поработам на себе и врз себе. И затоа на академијата јас бев многу сериозен во таа намера. И така и помина академијата. По цели денови на часови, а навечер во драмскиот театар ги гледав, ги учев сите представи. Така и ми требаше уште неколку добри години за да бидам сигурен дека јас сум за таа. Чекај да те прашам. Тоа се годините кога почнуваш да пишуваш. А прва песна што некој ја извел официјално, која е? Тука е на 14-15 години? Тука е, Баш, тука. да. Тука е тинеџерски, можеби и Знаеш 16. која е? Па знам. Као се вика, Па која ќе паднете во несвест сега, ќе ви кажам. Значи, мојата прва песна што ја напуштила Македонија, музика Александар Џамбазов, текст Игор Џамбазов. Непотизам. Абе, он ме убеди да пишам се непотизам, види го. Во Ниш постоеше фестивал на извиџачи. Фестивал на извиџачи? Извиџачки фестивал. На извидници или што е тоа? Извидници, бе, извидници. Позбориш, добро. И таа песна на своји 8 или 9 години ја пееше Лидија Кочовска. Ајде! Тоа е веројатно нејзиниот прв наступ во Македонија. 8-9 години? Химна извиџача се викаше. И почнуваш извиџачи, извиџачи, збор, толку се сеќам, не се сеќам. Само тоа знаеш. Тоа е веројатно првата Добро. што ја напуштила Македонија или воопшто што изведува на некаков фестивал. И во тоа време почнува Макфест. Аха, добро. 86-та е првиот Макфест. И на првиот Макфест татко ми и јас повторно имавме партнерска композиција. Добро. Која настапи како шеста поред на финалната вечер на првиот Макфест. Се вика Пи за љубовта, пеј за младоста. И ја пееше словенечката група Пепел Инкри. Пеперминт. Пепел Инкри. Добро. Пепел и крв. Со во тоа време една ведета на југословенската музичка сцена, Тадеј Хрушовар. Добро. Еден висок килав чичко. Всушност, за овие помладиве да им објаснам кои се Пепел Инкри, ќе ги најдете на YouTube, они му беа придружни вокали на Тото Котуњо кога победи на Евровизија. Unite, Europe! Инсиеме.
Инсиеме! Оние пеа таа песна. Добро, кул. И од кока од пеа имаше некој коктел горе во хотелот Астибо. И татко ми ме запознаа со Тадеј Крушовар, јас се смрзнав кога го видов, он беше ведета. И он вика, татко ми си ми го напиша текстот, и он вика, јао, браво. Викам, ми се допадна текстот, он вика, ништа не смо разумели. Ај. Па добро, вистина си кажал човекот. Ама слушајте, словенци ништа не су разумели онда 86-те. Они су осетили да ќе се распасти Југославија. Они беа европјани 20 години пред нас. Пред да се, да. Тоа е 86-та, веќе 87-ма на вториот Макфест, 87 година, веќе имав два текста. Значи, На 87-ма Макфест 2. Два. Едниот се викаше Готово е готово и го пееше група Урневес. Радослав Шутиновски Шуте од Синтезис. Така, добро. Љупчо Трајковски Фис. Професорот Стојан Столе Димов, што свири кларинет кај Горан Бреговиќ ден денеска во бендот. Валентино Бенедети и Миле Лукаров. Тоа е група Урнебес. А во неа пеа Илија Ќурчиев и Божидар Ноев и Маријана и Росана едно време, но овие први петорица што ти ги кажав ја пеа Готово е готово. А вториот текст има многу убава приказка. Добро. Јас бев многу добар пријател со покојниот Боби Мицев. Боби Мицев, за оние што не знаат, е еден генијалец, клавиатуриста, аранжер, музичар, продуцент, кој почина многу млад на 30 и нешто години. Инаку син на познатиот психијатар Миодраг Мицев, мој професор по театарска психологија. И он почина 86 година. И веќе 87 пред конкурсот на Макфест ми се јави маестро Љупчо Константинов и ми вика, ми падна во раце една песна на Боби Мицев. Сакаш ли напишеш текст и постмортем да... Значи ја имал само музиката? Само музиката, да. И ја направив текст, песната се викаше Стој и ја изведува Маријана и Росана и беше голем хит, дури е прогласена за најслушана песна помеѓу тие два Макфеста, 87-88. Најголемиот хит, фактично. Да, и тогаш веќе тргна тркалото. Во тоа време екран, да речем, организираше шоуа како, не знам, артист на годината, личност на годината, јас ги водев тие. И имаше по 3-4 наградени секоја година и јас за секој од тие актери почнав да пишувам песни. Ако ти кажам дека имам напишано песни за 50 македонски актери, Чекаме беа, така со сезање малку или? Да, баш си ги чепкаш онакви, холивудски, оскаровски. Така. Беа. И така тргна работата. Така почна да се врти тркалото, дојдоа 90-тите, веќе почна да пеам на Макфест. Тоа е време Сам кога... си ги пишуваше текстовите? Да, тоа е време кога го запознам Гуру Харе, односно Банкрот Блуз Бенд. Така. Тој свири со Гиши со Пепи. Со Гиши со Пепи, а јас свирам на 150. Они свират во еден локал во Мавровка, јас свирам во Сандро малку подоле. И кога ќе заврши мојата свирка, одев кај нив. И така почнав да размислувам веќе на друг начин. Не веќе фестивалски, не она со што ме зарази мојот татко со шлагери, забавна музика, поп музика. Сватив дека јас не сум дел од тоа и дека сум стварно... Јас сум си рокерче, ама со помош на Гуру Харе станав и блузерче. Ама си пишуваш и фолкерче беше, така? Па да ти кажам, да. Така? И со гордост ќе изјавам дека имам напишано текст за Наум Петрески на неговиот прв албум. Опа! Се вика песната За при време. Океј. За Ѓоко Дончев. Добро. Ѓоко Дончев 100 години на Цветници. А Ѓоко Дончев пееше една песна што се викаше Земјо моја, имав и на српски напишано Земјо моја. Автор на музиката беше Милутин Поповиќ Захар, дечкото што има напишано од Вардара па до Триглава. Само ти обяснам. Значи со кого си колаборирал, господине? А најинтересна соработка за мене беше групата Тавче Гравче. За овие што не знаат, групата Тавче Гравче е првата група на Драган Вучич. Имаме напишано химна за фудбалскиот клуб Вардар, ова е 87-8 тие, 87 мислам дека се формираа комитите. Добро. И во таа чест направивме, значи 30 години има од тогаш. Дали е вистина дека тоа е всушност прва плоча македонска или меѓу први? Една од првите лонгплејки што ја има издадено македонска телевизија од тој жанр музика, можеби и прва. Тавче, Гравче, песната се вика Вардарци македонци. Вардарци македонци.
86-та, 7-ма. Значи нема уште ни ВМРО, ни ВМРО, нема ништо. Чекај бе. 86-та, Тоа не смеело да се пее Вардар- какви вардарци, какви македонци. бе. Какви вардарци, какви македонци, бе. И што е финтата во песната? Тавче Грабче ја пеат, а ја Добро. пее Драган Вучич и јас пеам меѓу придружните вокали, а главен вокал е Дарко Панчев. Дарко Па, Панчев, нормално, Кобра. Кобра! Кобра. Игор не е сам тука. Игор не е сам. Со нас е секогаш сакаме што имаме. Ама не сум ни со сите. Игор не е сам, но не е ни со сите, а друштво му прави дамата која ни е секогаш преголемо задоволство. Само ти кажам што Ајде, може бе. ли? Пред да ја најавиш. Ајде, кажи. Значи, пред едно 15 години, Добро. една од тие јасновитките што се појавуваше по македонски телевизии, нема да ја спомнам името, ти не знам дали се занимава. Катица Јанев. Се уште близко си, ама. Добро. Ми кажа дека ова ми е трет живот. Добро. Да, значи во првиот мој живот сум бил дворски шут на Сицилија. Во 11. На Медичи. Да, значи дворски шут. Да. Во вториот сум бил алхемичар во Чешка во 17 век и сум умрел од своите напитоци што сум ги правил. Добро. Во третиот живот сум оваа будала што сум. Добро. А во наредниот би сакал да се реинкарнирам. А би сакал? Би сакал, еве. Ако даде. Во црвено-белите чорапчиња на Елена Ристевска. Елена Ристевска! Повели, а Елена доаѓа со друштво. И нека умрам! Опа! Дали некој знае колку песни се напишани за љубовта? И дали некој знае колку солзи се потрошени за истата? И дали има некој што до сега не бил прободен од стрелата? Стрелата на љубовта те гаѓа право в срце и не прашува. Само пробај да си замислиш за момент барем еден ден без љубовта. Ке сватиш бргу дека тоа ке ти биде најлош ден годинава. Тука вака. А знаеш ли да сакаш тогаш зборуваш на сите можни јазици? Зборуваш со очите и устните и не ти требат зборови. Љубовта е отровна и горчлива и опасна и сурова. И посладка од марципан и тирамису со бел шлак од озгора. Ајде, Војче, маестро! Ајде, Војче! По моје време се играше стискавец, деца, стискавец. Вака? Не можат со шпакла да ме одлепат. Стиска, Игоре! Оп! Ако некогаш се чувствуваш осамено, запамети ти не си сам. Ке те најдам кај да си да ти кажам едно 100 пати те сакам. Што, Игор? Те сакам. Ме сака. I love her. Те сакам. Елена Ристевска, Игорча, Козовски, Војче! Елена Ристевска! Елена! Многу добро изгледаш. Многу добро изгледаш. Ти благодарам. Одлично. А кога не сум изгледала? Апсолутно. За Елена многу работи овакво знам. Јас сме се дружеле низ годините и Кај сте се така натаму. дружеле, бе, вие низ години? Па ми замислиш, ми доаѓала во емисија. На тоа мислеше, не филма. Ама Задни значења. работата што ја дознав сега пред овој интервју баш ме изненади. Елена имала онага close encounter, како го вика тоа, блиска средба со Пинк, пејачката Пинк, светски позната Пинк.
А Елена тогаш била многу млада. Да. Колку години имаше, знаеш? Тоа беше негдека после победата на М2 2002, значи 2003 или 2004. Тоа беше пред колку години имам тоаш многу. 17, 18? Не кажам колку години имам каза, Добро, тоа не добро, кажам добро. бројка. И што се случува со Пинк? Се случуваше еден фестивал на кој што бевме заедно со една група која веројатно се сеќавате Foreplay. Во тоа време под истата продукцијска куќа со мене и со уште неколку пејачи. Така е. И бевме на тој фестивал каде што главна гостинка, односно концерт, као главниот концерт после целиот фестивал го одржа Пинк. Но бидејќи после, да речам, пробите пред концертот, веројатно Пинк немале што да прават, целата екипа, зборувам за танчари, обезбедување, сопругот и беше таму, мислам дека уште немаше деца. Добро. И не повика сите учесници кои што сака да дојдат нели во диско. Нормално ние македонци први. Ти беше фан. Чекавме уште 3 сати пред да дојде, се шалам. Па бев Ја не слушам што збориш, ја само те гледам. Не Ако. Доста кажа. Се собирате таму, ја чекате Да, Пинк? ја чекаме, нема врска и имаше една смешна ситуација, претпоставам за тоа зборуваш. Тоа. Сме го дискутирале, да. Се симнува Пинк, ајде сите на подиум играме, да ја скратам приказната и Пинк доаѓа и вика као, you dance awesome! На нас на Foreplay тука сите. А јас тогаш имав кратка коса и си ставив некои уметоци, ние жените сакаме се нешто долго да имам. Сега не се уметоци за среќа. Нема, за нас да. младите нема уметоци. Нема. Иначе Нема како опашка. што гледате. Имаме шминка и перик. Ништо нема. Добро. И имаше многу чудна ситуација, тука игравме танчарите околу, незините танчари околу нас. И во една ситуација мене ми се случува некако една од танчарките да ме закачи за коса. И да ја остане уметокот во рака. И тоа беше една од најодвратните ситуации што многу луѓе може да и не ја знаат и од блиски бе. Физички го држиш. Буквално и беше овака уметокот И го гледа. почиња оро да врти. Ига! Ласо. Која идеш без мене на секакви глупости, еве што ќе ти се дешава, гледај. Многу беше. Друг пат да си го Пинк, зем. два шамара. Два шамара на Пинк. Ако Одма, бе, бе. Пинк. Која е таа Пинк? Пинк па минич облекла. Ја имам бољи ноги од Пинк, ти се колнам. Кај имала мини. Ти се колнам. Еднаш И да ми поголеми кажеш дека цицки од имала Пинк, мини. ти се колнам. Само што пее боље од мене. Тоа. Елена, после песнава Текила и Лимон, чуена песна, многу зборувана, озборувања. Колку кликови направи, знаеш? Пратиш? Не. Преку милион? Околу 500 и нешто илјади. Сигурно Да не, знам, поише пратам. Васко знае такви работи. 500. Добро, кул. 500? 500. Бе, 500 Војче има views. 500 од свадба што свири. А 500.000, се извинувам, 500.000. Добро да не е многу типа Сега имаш, потенцираш сега имаш као да е, шпанска верзија, така? Ама таа извадена ли е шпанската? Не е се уште. Добро. Кога ќе се вади? Како се вика нешто на шпански? Дај ми делче нешто. Исто. Текила und лимон, Само како си? лето е малку по А лемон? Текила. Текила? Текила и лимон. Oh yeah. Истиот е текстот? Па, не, така. Кисело. Многу е, да. Сакаш да ти Зошто ме донесам пати текила, ама алкохоличарска? ќе... Многу, за тоа не ја слушам. Абе си кажува девојчето, мака, кога ми е текила, пија ми лимон. Па не пи текила, бе, душо моја. Само ти ја зголемо е маката, како да ти кажеш, бе. Од сега само чајче ќе се пијам као вас двајца, вие не пиете. Постоја туку и алкохол и други. Бро, Игоре. Знаеш дека бе, Игор ме прашуваат за тебе или уште ли пие, тоа им е прашањето. Да, пие. Да, пие, да. Јас Пие, потврдувам во растура. кафана, последен пат го Као видов, најбољим данима. Аман, бе. Да, бе, да. Тоа Сега што е проблемот? И кај Игор, кај Игор, шо работи Игор? Тоа им е прашањето на луѓето. Железара трета смена. Да работи. Па да ти кажам, Озбилно, Жаре, само тоа е. оваа година, еве 2017, ја не сум тип што се фали, ама еве да им одговориме. Добро, ако. Значи 2017 ми почна од полноќ. Значи свирев со Гуру Харе Бенд во Македонскиот народен театар. Направивме пречек на нова година. Така. Незапамтен до сега. Барем тие што беа 1000 луѓе вика дека такво нешто не доживеале. Ноќ со звездите. Од 10:30 Сашко Коцев стендап до 11:30, во 11:30 ние почнавме. Луѓето седеа во таа огромна сала, се чувствува прекрасно. Си одеа си зима пијачки, зезалици, безиња. После тоа имавме after work party во фоајето и тоа го повторивме и за Стара Нова година
и за Valentine's Day, односно Свети Трифун. Така ти почна и Јаница. годината. Така ми почна годината. Инаку јануари беше изборот на кастинг талент шоу, нели биравме Така, што си траеше деца месеци и за месеци. мюзиклот Тајно моја посветен на Тоше Проески. Тоа заврши крајот на јануари, во февруари почнаа пробите, во март беше премиерата на тоа. Исто така во март две паралелни представи работев. Беше мојата прва официјална премиера во Македонскиот народен театар, Говор на Мана од Гора Марковиќ. На малата сцена ве поканувам сите на 14 декември е последната изведа за оваа година. Добро. Бев во жирито на големиот меѓународен фестивал за монодрама во Битола, во друштво со најголеми театарски дејци од планетава. Имав преку 20 и кусур концерти со Гуру Харе Бенд оваа година, бидејќи прославувавме 20 години од нашето постоење, а 20 години прославува и Нокаут, па бев гостин на целата македонска турнеја на групата Нокаут. Така е. Во Бестрага и паѓаат у несвест, толку по 15-20 минути јас. Моментално ја спремам новата представа, Нојсов, Хаос зад кулиси. Чекува ти е веќе четврта. Брачна игра иде, Така е. иде Говор на Четврта, Мана. излегува книгата. Кај били го? Вие кај бевте бе? Еве, ја ви ја раскажам годинава во една речење. Вие кај бевте? Што направите? Книгава, знаеш, слушаше за книгата? Книгава му се песните на Игор, ама Елена исто има еден куп песни напишано, тоа знам. И често пати знаеш да уловиш и на Инстаграм на стори да ставиш, еве ми го текстот едно друго. Има ли Елена песна што си ја напишала, а да ти е криво дека не си ја испеала? Да викаш, како не ја испеала? А има ли некој што си ја испеала, а да ти е криво што си ја испеала? Да! Да! Знаев дека покрај две јајко е подобро да си се претворам во мирно рипче и да си хитам. А ја да дојдам друг пат. Па да си дојдам друг пат ја. Не можам онака, не можам, морам да дојдам до Не, тебе. пипај, само не пипај, молим те. Морам онака за која ќе претераш. Која песна? Се шегувам. Значи да ти е криво што си ја дала. Има повеќе. Најкриво. Ек да можам да го вратам времето. Тоа ми е еден од помилените текстови што сум го направила, да речеме. За тоа време посериозен, да речем, текст што излега од мене. Потоа има многу други. Има Црно-бел свет од Маја Саздановска, например. Но тоа ништо не значи дека јас еден ден можеби нема да си ги испеам тие песни, како што со Џамбазов знаеме неговите. Да ги испееме во кафана, например. Вие не ги пеете моите песни на ваши концерти. Ја каква кафана бе на концерт бе на концерт. Зашто така зборуваш во кафана, во Бестрага? Прва ни е на список. Јас ја пеам ден денеска нешто убаво од Ребека. Моја песна е таа, нешто во музика, текст. Аранжман, не знам, гарота, види, спотот е мој. Јас ја пеам на моите концерти. А убаво вика, песна што не ти имаш кеф да ја пееш, онака. Ме потсети сега дека имаме две работи заеднички, да речам, или слични. Едната е текстовите пишување. Така. И ми текна дека всушност баш токму така како што го објаснува процесот на правење на една песна, го памтиш стихот за да не ти избега, многу често прекинуваш нека друга работа за да го запишеш. Мене ми се случило во среднок да ми текнат неколку, да речам, така ете не можам да заспиам, ми текнуваат 2-3 стиха. Така. Кој ќе стане да запали светло се? Ја ќе запишам, јави ми се, ја ќе запишам. Така да тоа е едната работа. Втората работа што имаме заедничка, додека го слушав сега додека зборуваше, е Дечко цртањето. заеднички имаме. Не знаев дека си од овие. Ја не знам дека имаш дечко. О, е! Немам. Ама повеќе во твојо Немам ни ја, ама какво време дојде ќе си фатам, да ти кажа право. Бар ќе ме сака, тоа сум сигурен. И пак не кажеме која не ти е Па, не кеф да ја можеме пееш. да дојдеме Абе на ред. Не може која? да каже, не се каже. Ајде, не, како бе не се каже, мора да има, Еленче. Што за дечко Некоја што зборува? не ти е. Праша што сакаш, што воле млади. Нешто попаметно, не. Абе песна што не ти е кеф да ја пееш. Добро, дека Игор спомна за дечковци, он дека имал Остај го. тоа, да, добро, нема врска. Песна што не ми била кеф, па има многу, например, што после одредено време ти стануваат досадни, да Да, речеме. не е и тоа сега- дека немаш кеф, него стварно, не ти се пее више таа песна. Ја имам Видел како адвокат Мора те да го, брани. абе стварно. Па ја мислам Абе, дека да истото- почнам, а он може да заврши. Абе, секој колеги Како правиме се викаше мора тоа чо. каладонт, не еден збор. Ете го, ете го. Добро, ајде, ќе тоа. Дајте од ова чајчето уште бе. Обично ретко кој да ме закјути, ама сигурно не можам, нема шанси, тоа е. Е, па Мора кажи ја ја ќе те песната зачитам во другиот и живот, толку еве. да Во видиш. овој слободна си од мене, во другиот ќе видиш. Прво и основно сакам за секоја песна си покажува времето. Значи дали е добра, дали не, кој Апсолутно. како мисел ќе си покаже време, Апсолутно. сакам да кажам на кој ќе му се свиѓа ќе ја слуша, на кој нема да му се свиѓа, нема да слуша, се нешто има зошто се направило во музиката кога е во прашање од моја страна. Така. Интересната работа е што
во следниот период спремам токму голем настан и голем настап токму со таа песна, затоа што ми ја побара едно големо балканско шоу на 17-ти. Добро. Со отприлика околу 100 танчари. Hell yeah. Yeah. И се работи за финале на едно големо балканско шоу, не е битно, каде што стрикно ја побараа таа песна да ја отпеам, така што ќе пеам на македонски, што многу ретко се случува да пееш најчесто на Балкан, Така е. на наш јазик. А многу ми е драго што ја побараа токму на македонски. Топ. Тоа е ново. Топ! Види, тоа се работи што си ги носи славата. Славата си има непријатни моменти, кој на пример Игор Џамбазов има еден што пишува. Сакав од преска да кажам, ама ајде, фала ти помош. Игор има еден Игор Џамбазов пишува по луѓе пари бара. Ти ли си? Леле, не мислев на тоа. Ау, да, дечки, вака, ама не, и она го има исти проблем. Сите ние го имаме. Тие два пати на телевизија ќе се појавиш и тоа. Значи, вака, дечки, има некој тип. Прво вака да кажам. Постои само една официјална фан страница на Игор Џамбазов. Добро. Која се вика фан страница, фан пејж на Игор Џамбазов. Нема друго. Добро. Која ја води најпопуларниот сајт во Македонија, кај мајка ти и татко ти. Пријатно. И кога ќе влезете кај мајка ти и татко ти, Кројачото го има Игор Панама. Џамбазов, млад, убав, згоден, трезен, Така. намигнува вака. И кога ќе стиснеш на окото десно што ми намигнува, влегуваш во мојот свет. Cool. Само тоа е официјално. И имав јас свој Facebook профил, Емилија Бавчанска. Емилија Џамбазова Бавчанска, кој не го користам повеќе од година дена. Па не е жива ни Затоа мачката. што кога, како не е жива мачка. Срам да ти. Срам да ти е. Срам да А ти. друга крстилство Емилија. Се жалам да видите. А сега кога тргнав ви викам, сега злато тато ќе оди да заработиме за Вискас, пошто она само Вискас јаде. Добро. И Елен, да ми ја поздравиш Елена, ти гледаш што збориш. Значи, дечки, Малце да тоа ти го упаднам. откажав затоа што сватив после јас немам Facebook воопшто, кога се Тоа што разволев, со кога годиништа. лежев и стварно Фејсбукот ми го спаси животот. Мене си најдов бивши преѓашни, Другари. сегашни, идни, жени, другари, не е битно. Се Другарки, забавував другарки. неколку месеци и сватив дека има многу пизма, многу лоша мисла, многу. И има еден стиг во новата книга, мој кој гласи секоја пизма завршува со чизма. Значи немојте да пизмите многу, да не завршиме со чизма. Значи вашите фрустрации оставајте ги на друго место. Ама џабе на кого ќе му биде? Control, delete. Так. Не. Така. Control, alt, delete. Так. Крај. Само фан пејџот кај мајка ти татко ти е официјален. Тоа го води Пиже, негов е тој. И морам да го пофалам Филип од Прилеп, кој всушност... Кој е Филип? Филип е дечко што ја и Пиже не го познаваме, кој го има направено тој фан пејдж. Добро. И ние го превземавме со Пиже, му се јавивме на дечкото, кој веќе имаше 80.000 фанови. Добро. Така. И сега Давај ти го ваму уредуваат Пиже и тој Филип, односно Пиже и јас веќе ангажиравме агенција која го води тоа и адвокат. Вау. Да. Сериозно станува. Заради типчиња како тој Игор Џамбазов што бара пари за некое дете што е болно. Така, добро. Значи вака да ви кажам. Вака изјавив јас. Дај Боже да постои такво дете и да му помогне овој преварантов. Ама знам дека нема дете. Така. Еленче, ти вака нешто со текила или не е толку страшно, коментари ваму таму, тоа ти си навикната на тоа цела кариера. Има нешто дека што баш ти има боцнато, бидејќи ова боли, навистина некој да се представува твое име да бара пари од луѓе, боли. Тоа за болно дете, пази, тоа е многу катастрофа. Имаш ти нешто онака што највише те извадило, так си рекло, леле бе, аман. Ој Боже. Што ќе издвоиш онака? Рукометари, фудбалери. Ау, да, точно. Ти зашто зборуваш извини? Мислам дека Мора да требам да правам вежби, одговорам. Жан Митрев ми кажа да правам вежби вака. Не знам некако не очекував да ми оставиш јас да кажам нешто. Многу ми е убаво како ве слушам вас двајце. Мене ми око Има нешто? Има многу ситуации, и тоа не само мои, него има и кај мои колешки, често се споделуваме. Има разни, ајде да кажам, да речеме, манијаци, кои што всушност не само што ве следат, не само што ве следат ви на оставаат Facebook, пораки, не него на и Facebook. физички. Физички, тоа сакам да Ајде кажам. за следење си. Кажи, Така што имало ситуации во кои, например, не ви е толку некаков проблем, колку што имате чувство дека цел време имате некој зад петици и баш не е пријатно.
И некако завршувало со пријава во полиција, па некако и среќно завршувало, мислам. Но, еве, не изостануваме ние, да речам, само со светските звезди имало, да речам, такви случаеви каде што и завршувале трагично некои случаи. Секогаш останува еден мал сомнеш дали навистина се тие фанови или ќе ја поминат границата. И тука е проблемот, значи малку кога ќе ви пратат порака, кога ќе ви пратат една, втора, трета, 10, пак сте упрашалници, ама кога ќе ви стигнат 20 или 30 пораки, при тоа одат од расположение до расположение, тоа е екстремно различно. Значи, да речам, спротивно. И обично у 4 сата бајле кој се враќа од дискотека. Не, има од бајле до вечер случаеви. Добро, мене за моите обожавател ќе ти кажам, у 4 сата бајле пишувате. Па се знаеш што бараат од тебе у 4. Совет. Така е, нормално. Тогаш те мачат мисли. Тогаш те мачат. У 4 сата бајле. Сакам да кажам екстремно, не знам каков тип на личност се крие зад тој профил. Апсолутно. И тука е застрашувачкиот момент. Сега, начинот на кој комуницираат е прашалникот. Значи, почнува со Елена, многу те сакам, ти си срце, леле вака, леле така, најфино. И не добива одговор. Втора порака. Елена, те видов таму и таму, ти мене не знам дали ме позна помеѓу 200 луѓе, пример, нешто така. Океј, нема повторно одговор нормално. Третата порака е веќе, зошто не ми одговараш како не ти е срам? Четвртата оди веќе малку во пострашно нешто од типот на ќе видиш ти ако не ми одговориш како не ти е срам, ти не културно едно. Ти повторно тоа се јас или асистентката. Знам кај живееш, ќе видиш ти. И тие работи, да, и на крај завршува со пцовки од типот на ти ваква, таква, одвратна, не едно време викате дали ова нормално. После одредено време повторно почнува со Арно. Миличко. И вика срце, јас извини, ништо не ќе да кажам, ама знаеш супер си, онака и почна падно. Не знаеш, стварно не знаеш. Не знаеш до кај ќе одат. Не знаеш дали уопште имаат граници. Ти верувам и гадно е наистина и вие си знаете најубаво, јас немам обожаватели, така да мене ми е супер. Значи да ја свртиме, имаме за Елена еден, влези, не се срами. Еден поклон за Елена, а тоа е фустан дизајниран од ателје Коцарева, изволте да и на Елена. Имаме Good Nature, hell yeah, Good Nature. Имаме витаминка, пакетчиња. И имаме Игор, вака сега, да видиме. Еј, витаминка. Гледај го ова. За Игор Џамбазов, од B-Watch. Фестина, пријателе. Фестина, пријателе. Чекај! Дај ми ти нешто. Ти даш, оди, еве ти, мајка ти, татко ти. Игоре, фала! За Елена! Обаху, одиме исто така од B-Watch. Сите вие имате 50% попуст во B-Watch. Сите што гледате. И за крај да ја свртиме работа на убаво. Завршуваме со маестро Игор Џамбазов! Со Гуру Харе моватот ни како ќе завршиме во животот. И допред некој време сакав да завршам како Владимир Висоцки. Тој е од најголемите глумци и кантавтори руски. Значи, погреб дојде повеќе луѓе отколку на Леонид Брежинев кога умре. Ама тоа беше одамна. А од кога умре овој човек, сватив дека ќе завршам као него, човекот се вика Леонард Коен. И ја молам ова жаре публика. Јебан на јебан се вика тоа удевар мало. Лајра, Laira, laira, laira. Laira, laira, laira. Lai, lai, lai. Laira, 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 laira. Laira, laira, laira. Lai, laira. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Leave me like an olive branch and be my homeward dove. So dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Let me see your beauty when our witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. So dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Ajde da čujem. Lajda, 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 lajda. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We both of us beneath our love, we both of us above. So dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Lida, 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 dance me to the end. Peppermint, thank you. И Маја Вукичич, извини. Елена Петревска. Со Петревската беше, тоа. Ја не си поминав добро, ама Елена Рисовска си поминав добро. Можда и Жарен не си помина добро. Али Елена си помина добро. Публиката! Ич не си помина добро. Ама Елена си помина.